Утрински стихови од Библијата. 31 август. Праведноста е исполнета во него. А Исус му одговори: позволи го сега тоа, зашто така ни прилега, да ја исполниме сета правда. Матеј 3:15. Исус крштевањето не го примил како признавање на некоја своја собствена вина. Тој се идентификувал со грешниците, правејќи чекор што треба ние да го преземеме и извршувајќи работа што мораме ние да ја направиме. Неговиот живот, исполнет со страдања и со стрплива истреност по крштавањето, исто така е пример за нас. Кога излегол од водата, на брегот на реката Исус се наведнал во молитва. Пред него се отварал нов и значаен период. Тој сега на поширока сцена влегувал во својот животен судир. Иако бил кнез на мирот, неговото доаѓање мора да прилега на поттегање на меч. Никој на земјата не го разбрал и во текот на својата служба тој и понатаму морал да оди сам. Во текот на целиот негов живот, неговата мајка и браќа не ја сваќале неговата мисија. Дури и неговите ученици не го разбирале. Тој живеел во вечна светлина, еднаков со Бога, но својот живот на земјата морал да го помине во осаменост. Сам морал да ја разгази патеката, сам морал да го носи товарот. Врз него, кој ја оставил својата слава и ги прифатил слабостите на човечкиот род, мора да лежи товарот за откуп на светот. Тој сето тоа го видел и го чувствувал, но неговата цел останала непоколебана. Од неговите мишки зависело спасението на паднатиот род и тој ја подал својата рака, за да ја прифати раката на семоќната љубов. Исус можел да остане крај својот Отец. Тој можел да ја задржи небесната слава и почитувањето од ангелите. Но тој решил да го врати жезлот во рацете на Отецот и да слезе од престолот на Вселената, за да може да им донесе светлина на оние што се во мрак и живот на оние што гинат.